Драги ученици, добре дојдовте во училницата по македонски јазик на наставничката Деспина Муковска. Моето прашање за вас е: дали се сите реченици исти? Ќе откриеме заедно на овој час. Да разгледаме. Една патка плива во езерото. Дали една патка плива во езерото? Една патка плива во езерото. Забележуваме дека сите реченици започнуваат со голема почетна буква. Забележуваме дека сите реченици завршуваат со различен знак, а тоа е точката, прашалникот или извичникот. Забележуваме и дека сите реченици искажуваат поинаков став. Првата реченица ни раскажува дека во езерото плива една патка. Истовремено, оваа реченица и не информира дека во езерото плива една патка. Во втората реченица се поставува прашањето дали во езерото плива патка, а пак во третата некој воодушевено извикува дека патка плива во езерото. Речениците се различни. Да заклучиме. Речениците кои што нешто ни раскажуваат или за нешто не информираат, ги нарекуваме расказни реченици. Например, реченицата една патка плива во езерото ни раскажува дека една патка плива во езерото. Реченицата пак специфичните мрежести нозе и помагаат на патката да плива, не информира, поточно ни дава научен факт, информација дека патката умее да плива заради специфичната структура на нејзините нозе кои што наликуваат на мали пераи. Она што треба да го запомнеме е тоа дека на крајот од секоја расказна реченица стои знакот точка. Понатаму, дали една патка плива во езерото? Речениците преку кои што поставуваме прашања ги нарекуваме прашални реченици. На крајот од секоја прашална реченица стои знакот прашалник. И конечно, речениците преку кои што извикуваме, предупредуваме или се воодушевуваме, ги нарекуваме извични реченици. Например, ене патка плива во езерото. Некој, кажувајќи ја оваа изјава, се воодушевува. Патка! Извикува. Внимавај, патка! Предупредува. На крајот од секоја извична реченица стои знакот извичник. Пронајди ги расказните, прашалните и извичните реченици во текстовите кои што ги читаш дома или на часот. Препорачувам тоа да бидат реченици од твојата лектира Грдото пајче. Одвлечи ги и препиши ги. На тој начин најдобро ќе ги воочиш и ќе ги запомниш. Истовремено ќе го вежбаш и пасивното читање. И посакувам среќно учење.